Оваа година реколтата на оризот е значително побогата за разлика од минатите години. Оризарите од Кочанско го собраа родот, но поради тоа што откупувачите им нудат многу помалку пари, не сакаат да го даваат по ниска цена. Споредувајќи ја минатогодишната цена од 60 денари, оваа година им ја нуделе минималната. Велат не го даваат оризот, бидејќи не им се исплаќа трудот. Кај некој има нажалост што го земат и по 16 и по 17, кај мене дојде на радаманката речува ми може да земе по 23 денара. Арпорис на мене 20 денара не ми исплатило. Ако знаеме дека ние добиеме по 600 кило од декар, по 20 денара, тоа се 12.000 денара од еден декар. Видја, имам 10.000 денара давачки. Со препарати, со ѓубриње, соорање, со механизации, со работна пријавени за плаќање социјално пениско здравствено што си е осигуран, ние немаме никаква сметка со таа цена да го дадеме оризот. Не сме задоволни од цена и не ни тече, немаме откуп. И ако се тврде дека има откуп, нема откуп. Нека се појави по фабриките, значи ние се соочуваме со криза на откуп на ориз. Со овој проблем се соочуваме периодично. За време на предизборие, вели Здравко Арсов, оризопроизводител и член на Синдикатот на земјоделците на Република Македонија. Тој истакна дека во синдикатот доста разговарале на оваа тема и свесни се дека откупувачите намерно ја намалуваат цената за да предизвикаат револт. За 2014 цената во овој период беше 60 денари, 58 и значи до 56 до нова година околу 56 беше. Што значи сега е 40 денари. И да кажам што се крие тука. Тука се крие само политика. Сите откупувачи и преотувачи се подржувачи на СДСМ и главни играчи у кампањата на СДСМ. Мислам тоа може да се провери, тоа не е некаква тајна. Тие сите имат по негде 800 декари, кои 1000 декари и така да тие сега целата работа ја креират и ги боткат сите работи. Секојаш пред избори кога има, тие секојаш цената ја намалуваат и фактички сакат да ги потекнуваат земјоделците на штрајкови, на нереди едно друго. Што се однесува до проектот на владата за субвенционирање на земјоделците, оризарите велат дека се задоволни, бидејќи како што беше кажано, субвенциите биле пуштени во петокот, а во текот на оваа недела ја очекуваат и најавената дополнителна мерка од 21.000 денари. Значи, неколку наврати со разговори со Министерството, со средби, дојдовме до заклучок дека оваа година треба да се исплатат субвенции по 800 денари од декар или 8.000 денари од хектар и плюс интервентна мерка по 2.100 денара од хектар или по 20.000 од хектар или 2.100 денара од декар. Значи, основната субвенција од 800 денари е веќе пуштена, значи кај мене, и мислам дека и кај добар дел од земјоделците, тие што ги познавам. Значи, кај некој можда малку касне, можда има некои проблеми со документите, со документација. Важно, субвенциите се пуштени. Затоа, од Синдикатот на земјоделците апелираат до сите кои можат да влијаат на позитивно решавање на проблемот со откупот, да се гледаат интересите на земјоделците. Мислам дека го имаме поставено на добра патека проблемот и дека деновиве, значи оптимисум дека во наредните 10 дена ќе биде целосно затворен проблемот. Значи не е во ред на маката на луѓето да се градат политички поени или да се прават политички поени. Секој кој е добронамерен да даде свој допринос во насока на решавање на проблемот ќе биде прифатен и од наша страна. Меѓутоа со голи политики и манипулации на земјоделците ние никогаш нема да се согласиме и ќе действуваме во насока да се разобличат таквите игри.